Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со доктор Игор Мерџановски, директор на Универзитетската клиника за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар. Елена Димушевска, извршна директорка на Националната мрежа против насилство врз жени и семено насилство. И Ирина Јаневска, основачка и председателка на Сдруженијето Арно. Останете со нас до 11 часот. За прв пат, една, мислам, од организациите кои што најдолго работат на темите за социјално и зелено предприемништво во Македонија, познати по зелените идеи, тоа е она што и вие ни го донесовте ова утро тука, повеќе производи, ќе ни кажете за какви производи станува збор. Најде една кратка дефиниција за Арно. Арно е Сдружение за социјални иновации, тоа значи дека дури кога говорниците зборуваа, мене мозокот мислата ми одеше како во делот на овие области, односно како преку бизнес може да решиме одреден проблем. Тоа е во самата наша ДНК. Ние постоиме 13 години, организираме надпревар за зелени бизнеси 13 години, разни програми кои што ги поддржуваат социјалните предприемачи, меѓутоа исто така и неформално образование. Учиме, патуваме, гледаме да донесеме знаење и да работиме со сите засегнати страни во државата, дали се тоа професори, луѓе од општините, се она што го увезуваме од надвор да има некаков импакт и кај нас. Така, да биде за Арно. Да биде за Арно. Ние сме Арно и правиме добро, тоа е нашиот слоган. Токму така, идејата ни беше ти локалното име, ние сакаме локално да делуваме, затоа името исто ни е локално и го рефлектира она за што застапуваме. Така, ова се само дел од зелените идеи и оние надпревари кои што ги организирате преку тие зелени идеи. Да оставиме за понатаму да ги споменаме. Може, да, ние сакаме преку дела да зборуваме, тоа е тој сторителинг, ова се само дел од производите. Да. Многу од зелените предпријатија нудат и услуги, нив може да ги споменеме. Ова е тоа што го имавме во канцеларија и што не е во концепт шопот, во ништо ново, затоа што имаме и центар за поправки, таму имаме и мал изложбен дел. Многу мина од нашите приказни веќе биле и кај вас гости, ги знаете. Еве да кажеме дека ова пајче, тоа е центарот за поправки, промотивен материјал, ќе има и за гостите и за домаќинките, може, да. Мали штрафци герчиња, прецизни, добри за наочари, таман сега е сезона. Секој пат се наоѓаат за во домот овие работи наши. Инаку ова го има во центарот за поправки, каде што, да кажеме, е бесплатно поправањето на што или на што се може да се поправи од центарот, кој што се наоѓа некаде во Киселавода. Во Киселавода, веднаш до училиштето Дуња, проектот не заврши, еве сега ќе искористам можност дека барам и ние поддршка и од приватниот сектор, и од државниот, од донаторите, за да продолжиме со бесплатните поправки. Веќе не работи? Во моментов сме на пауза, бараме поддршка, имаме спорадични активности, меѓутоа не е како што беше постојано со работилници, имавме за шиење, поправка на велосипеди, тротинети, острење на ножеви, сите оние вештини кои што ни требаат и се дел од циркуларна економија, затоа што поправките превенираат отпад. Да, но исто така се економични, затоа што сами одиме таму и сами поправаме, а при тоа ги имаме сите алати кои што ги обезбедуваше вашиот центар. Тогаш да се потрудиме да најдеме соработници ваши за да може да продолжи да работи центарот. Така е, мора во партнерство да се прават работите за да бидат долгорочни, а да не биде само проект од 2 години. Така. Благочер ни беше гостин и ги презентираше медовите, негови, кои ја следи редовно Здраво Македонија знае за овие медови. Имаме многу зелени бизниси од секаде од државата, од рурални средини, сега ги нема, меѓутоа имаме ние технолошки иновации. Не знам дали Трајче Рушев би бил гостин, тој е иноватор на една преносна печка која што може слободно да се користи во природа. Ете сега се гледа начин за комерцијализација на тој производ, навистина е практичен, не штити од шумски пожари, меѓутоа исто и со биомаса може да се подготвува скара, оброк, без разлика дали е за рекреативни потреби или може без оние домаќинства
од глобалниот југ, кои што и не може да се дозволат други методи на подготовка на храна. Имаме и ориз, нажалост, да, морам една мала референца дека ние низ годините почнавме многу рано, делувавме едукативно и поддрживме, меѓутоа дел од луѓето се пронајдува во други професии, многу луѓе ни замина од државата, ете конкретно оризот е многу убава приказна која што за жал не постои, тоа е одржлив ориз. Успеа да направат кооператива Сдруженијето Чешиново од Чешиново Облешево, оризова братимка, наместо да го наводнуваат цело поле со вода, те успеа преку импрегнирање на самото семе да скратат на употреба на вода и со тоа, нели, освен заштита на водата, помалку и полутанти и заштита и на брегот на брегалница. Навистина еден совршен македонски производ, меѓутоа целата демографија, сите проблеми на државата навистина прават овие условите за зелени социјални бизнеси да се дополнително потешки, без разлика и на оној еколошки предзнак и на вклучувањето на луѓе од маргинализирани групи да бидат работно интегрирани. Предизвик, меѓутоа е тренд што јас велам дека за X години ова ќе биде мејнстрим економија, нема да зборуваме за циркуларна, за социјална, туку тоа ќе биде патоказот во кој што ќе се движат нашите општества. Нема да може да генерираме толку отпад, се да е линеарно, да траат производите само додека имаат гаранција, после тоа да одат на отпад. Тоа е погубно за целата наша планета Земја, а една ние и ќе мора економијата да се прилагоди на ресурсите што ги имаме. Така, браво, паметни идеи, не само зелени паметни идеи од наши паметни млади и повозрастни луѓе кои што сето ова го имаат направено, ова е се македонски изуми. Значи тоа да потенцираме. Ова се од наши луѓе кои што ги прават овие зелени идеи и за вазната уште не спомнав Мирина, која што мене ми е многу интересна. Да, тој од Индор Гарден, наши финалисти од зелени идеи, колешка Стефани, се прави со рециклирана пластика и екоматеријали, нешто што навистина е пример на циркуларна економија, има своја функција, не е само украсна, нели, може и зачински билки внатре да се растат. Тоа е кај нас, многу често ни стигнуваат идеи за цвеќиња и ние велиме, извинете, во зелена економија навистина треба да има применлива, не естетска вредност, исто и за облека и за мода. Дури и со секонд хенд трендот малку сме порезервирани затоа што не е работата да се купи уште едно парче бунда, иако е од втора рака. Прашањето е да се намали конзумеризмот. Така да и за цвеќиња, доколку има само естетска функција, не можеме да поддржиме такви идеи, без разлика дека би вработувале можеби жени кои што имаат потреба од флексибилно работно време. Ние сме малку потесни во дефиницијата и во критериумите, бараме идеи кои што навистина имаат добро влијание и за животната средина и за вклучувањето и на оние кои што се потешко вработливи лица. Така. Да, навистина е интересно и практично, економично, како што кажавме.